Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Веќе ја живееме новата нормалност, свесни дека коронавирусот нема да исчезне. Да се зачува здравието на граѓаните, да заживее и да се развива новата економија, да се обезбедат функционални институции, треба да биде врвен приоритет на сите политички чинители во државата. Во момент кога анализите на Комисијата за заразни болести и на Светската здравствена организација алармираат на нов пик на коронавирусот, со кој би се соочиле на есен, треба да биде одговорно за сите партии навремено да се воспостави стабилен, целокупен политички систем кој на здрави нозе, со целосно функционални институции, ќе го дочека новиот бран на коронавирусот. Избори треба да се одржат што поскоро, согласно сите заштитни протоколи, додека состојбата со COVID-19 може да се контролира. Односно, додека границите се затворени, како и градинките и училиштата, со што значително се превенира внесување на вирусот во државата и негово ширење. Тоа е одговорно од аспект на заштита на здравието, за рестарт на економијата, функционални демократски институции и целосна подготвеност за справување со последиците од COVID и за очекуваниот нов пик на есен. Како што ја креваме економијата, да не дозволиме повторно удар врз стопанството на есен. СДСМ е одговорна партија. Ние сакавме компромис и затоа учествувавме на сите лидерски средби. Но, ако ВМРО ДПМН не сака договор, ние нема да дозволиме штета на државата и на граѓаните. Договор е можен се додека трае вонредната состојба. Ако нема договор, по сила на закон, датумот за избори води на 21 јуни. Мора да водиме грижа за сите аспекти, пред се за здравието на граѓаните, економијата и целосно функционални институции. Не смееме да и нанесеме штета на државата, на здравието на граѓаните, ниту пак да ја доведеме земјата во уставна криза. Благодарам.